Се затвори последната воденица во Беровско Ратево. Незиниот собственик, 67 годишниот Младен, со горчина вели дека историјата пишувана со оваа воденица, која потекнува уште од турско време, завршува со него. Изумре, не да изумре, нема веќе млад свет, нема кој да се стоката се заврши. И младите избегаа на сите страни. Ние останаваме веќе старите, а старите не може да работиме. Воденицата сепак работела поинтензивно пред 2 години, кога на големо во земјава се промовираше здравата храна и интегралното брашно. Воденицата уклучувах до полани. Стално работеше. И за Скопје сам лел интегрално брашно. Имаше в Тинекс, Рашник. Сите врсти. Почни од рж, пченица, ичмен, овес, царевица за качамак. Сепак старата турска воденица, наместо да меле брашно, денес си нашла друга намена. Овде доаѓаат млади кои не можат да се оженат или омажат, па се верува дека оваа воденица може да им помогне. Идат млади, идат женски, идат машки, идат. И на тоа коло, тука брашното што оди на лева страна, става се мајца или друго дрешка што е носена, па на колото се заврти оти левак да се врнат мислите, работите да се врнат надзад. И од тука идат од цела Македонија. Само во Ратево некогаш имало 18 воденици, а денес во цела Малешевија има само 3 кои едва и работат. Воденичарот Младен сепак не се откажува од своето наследство. За него воденицата е спомен на неговото детство и младост, време кога во Ратево имало 1300 жители, многу млади и деца.